Почитувани гледачи, добро утро. Денеска ќе одвоиме време за да зборуваме за масажа. Колку е добро да се практикува масажа, кој треба да практикува, колку пати во неделата или колку пати месечно, колку често треба да го прават тоа жените, мажите, дали има разлика, дали истата треба да ја практикуваат и децата, ако треба, од која возраст и така натаму. За сето ова многу повеќе ќе ни објасни Денис Спасовски, кој што има долгогодишно искуство и како медицинско лице, но овој пат ете конкретно ќе зборува само за вас, за масажата и колку таа може да помогне и колку може да направи добро за целокупното здравје. Денис, добро утро. Драго ми е што сме денеска во вашиот салон, во кој што се чувствуваме многу убаво и многу пријатно и да ни објасните за она што пред малку најавив пред нашата публика. Како сте ова утро? Добро утро и на вас. Баш ме мило што се осеќате толку пријатно тука. Тоа ме големо задоволство, инаку јас сум супер. Као и секој утро работно почнуваме, па така да и сега може малце да објасниме на пошироката публика за масаживе, што е добро, зашто се користи, зашто се практикува. Така да се што треба ќе го долови моментот да го објасниме тоа. Така, јас кажав дека вие сте медицинско лице, долги години работевте и во болницата 8 септември, сега моментално сте фокусирани на други работи, како што кажав, на масажите и други третмани кои што помагаат за убавина и на мажите и на жените. Зошто го велам ова? Затоа што е многу важно, бидејќи како медицинско лице сте се стекнале со долгогодишно искуство и знаете дека масажата навистина може да помогне во многу моменти кога станува збор за здравјето на човекот. Ајде најпрво да кажеме зашто таа може да помогне. Видете што имам долгогодишно искуство во медицината, тоа е голема предност, бидејќи не секој може да прави масажа. Сепак треба да биде физиотерапевт, медицинско лице или стручно лице што е веќе обучено за таа работа, бидејќи допринесува за нервниот систем, за лимфниот систем, за циркулацијата, опуштање на мускулатурата, опуштање од стресот. Така да масажата е баш онака неопходна за да ја практикува секој, барем по еднаш неделно или на 2 недели еднаш да се ја дозволи секој за здравствено подобрување и спречување од несакани повреди кај спортистиве, кај некои што имаат акутни или хронични болки, така да се тоа допринесува за опуштање на мускулатурата и на нервниот систем. Така. Дали има некој кој што треба да биде малку повнимателен, односно дали има некои луѓе кои што можеби имаат одредени заболувања, па не треба да практикуваат или треба да бидат малку повнимателни и можеби само ајде така да кажам релакс масажа да практикуваат, а не медицинска, или нема никаква врска тоа? Има врска тоа, секоја поединка има различна потреба за масажа. Сега доколку сака само релаксација, опуштање од мускулна болка или опуштање од вртоглавица, од главоболка, тогаш се препорачува релакс масажа. Или доколку има некои проблеми, зборувам о проблеми како акутни заболувања, некоја блага повреда што се случила многу ускоро време, ден-два, тогаш не се препорачува масажа. Дори не се опушти целата мускулатура да биде стабилна за да може да се почне со процесот на масажи. Исто така не се препорачува масажа на некои што имаат малигни заболувања, тогаш баш малце деликатна работава и треба да биде се испитано медицински па да почне со масажа. Инаку вако глобала, доколку има доаѓа некој спортист за масажа, тогаш има спортска масажа за превенција од повреди на терен или доколку имат некои поинвазивни тренинзи па за опуштање на мускулатурата. Доколку има некои подолгорочни повреди или болки во грбот, во мускулите, во зглобовите, тогаш се препорачува физикална или медицинска масажа или длабинска масажа, таа е баш за подлабоко опуштање на мускулатурата, го подобрува крвотокот, самата циркулација, така да за секоја потреба има и вид на масажа што се препорачува. Денис, што е со децата и дали има некаква врска со сезоната, ајде да кажам, или треба да се практикува во секој период од годината? За масажа не постои сезона, тоа е за други третмани, меѓутоа масажата си е низ текот на целата година. Не ни има некоја возрастна граница за правење масажи. Напротив, и многу бебиња доаѓаат, има интерес за бебешка масажа. Ги подобрува, како да кажам, го подобрува сонот, подобрува грчеви кога имат во стомак за спиење, за смирување, така да многу имаме интерес голем за бебешка масажа. Така да имаме и дечиња што доаѓаат 7 години, 8 години, баш онака на мала возраст, со родителите доаѓаат на масажа, па прават и на нив.
и така да не познава некоја граница за масажа, меѓутоа најзастапени се возрастните. Обично кај нас луѓево, таков е нашиот менталитет, првично идеме за релакс масажа за релаксирање или бараме некој масажа појака кога веќе имаме некој проблем, кога не сме направиле претходна превенција. Така да немаме тука некоја граница за пол или за возраст. Значи, доаѓаат и мажи и жени. Ајде, кажете ми некоја ситуација каде што кај некој се подобрила значително состојбата. Сигурно има многу луѓе кои што доаѓаат со најразлични прашања, проблеми, па можеби, не знам, ги боли вратот, ги боли раката или така натаму. Има ли некој кој што така ви остави впечаток, па како искуство да го споделиме со нашата публика? Имаме многу клиенти што дошле и што искрено не верувале дека масажа може да им помогне и дошле преку некои што слушнале дека има масажа као допринесува да помогне за проблемот. Имаме една клиентка што дојде тука со спондилоза, со болка во левото рамо, во целата надлактица. Кај неја правевме масажа со вакуум чаши вендузи. Она од првиот третман имаше многу големо подобрување, беше многу благодарна на нашава масажа. И до ден денеска ние постојана клиентка што доаѓа тука и ги прави другите видови на масажи. Исто така имаме клиентка што дојде тука без да знае дека има некој проблем. Имаше закажано да прави медицинска масажа, почнавме со масажата, меѓутоа видов дека се случува некој проблем кај незиниот трбет, кај коската, се осеќаше под самиот притисок под прстот. И јас ја прашав дали има некој проблем здравствен, дали смееме да правиме кај неја масажа, ми рече како немам никаков проблем, како нормално сум работела сметководство цел живот со седење, најверојатно поради тоа имам и болка во грбот. Меѓутоа јас не практикував да направам физикална масажа, останавме со релакс масажа и препорачав да оди кај ортопед. Јас сум медицинско лице, меѓутоа секој си има своја гранка што може да го следи случајот. Правеше испитување и испадна дека има остеопороза, има родење на коскиве, и исто така доаѓа кај нас на релакс масажа и благодарна веќе некој пријателка тука доаѓа за кафе, за дружење и за релакс масажа. Меѓутоа имаме уште многу клиенти што доаѓаат за релакс масажа, испаѓа дека имале после зафатена мускулатура, имале проблем со крвниот притисок, имале проблем со кичмата, со нога и имаат некој подобрување, сега нормално благо подобрување, иде чекор по чекор, не може се наеднаш да се тоа реши. Меѓутоа, доста допринесуваат масажите за тој поглед за здравието, за тој аспект. Денис, одлично ни објаснивте на вистина и ова е добро да се знае затоа што многу луѓе сакаат нели да прават масажа, но некогаш треба да се запрашаме дали смееме, не смееме, колку често треба да го правиме тој, како што кажав, многу е важно кој ќе ја прави таа масажа, да биде тоа стручно лице, во овој случај ти како што си медицинско лице, за да не дај Боже нели не настане некој нисакан проблем. Ти благодарам многу на одвоеното време и верувам дека ќе имате уште многу задоволни клиенти. Се надевам, затоа сме тука, затоа работиме. Така да очекувам да доаѓат и јас сум задоволен кога клиентите се задоволни. Тоа ме мојата работа и тоа ме исполнува тука. Така е. Затоа доколку можете да си овозможите еднаш неделно или еднаш во 2 недели направете си масажа, затоа што таа ќе биде добра за вашето целокупно здравје. Останете понатаму со програмата на Канал 5.